Премиерот во оставка Зоран Заев бил главен во рекетарската шема во Македонија и изнудувал пари од десетици бизнисмени, тврди таткото на Бојан Јовановски, Миле Јовановски, во интервју за порталот А1. Главната причина за нападот врз семејството Јовановски била за да се сокријат вистинските виновници, а Бојан Јовановски алијас Буки 13 бил само посредник на рекетот во Македонија. Они си ги најдоа кривците да се оправдаат себе. Кои се тие они? Прв начело се знае, тој што не сакаше да се дојде до близина негова, а тоа е Зоран Заев. Рекет е направен политички, рекет е направен да се уништи СЈО. Јовановски постариот вели дека не знае каде завршила фамозната торба Луи Витон и оти тој таа торба воопшто ја нема видено, а тоа го немало ниту во обвинителниот акт за судскиот процес рекет. Јас слушнав дека на прашање во судот што имаше уште во тажњата, имало некои списанија. Па замислете вие списанија и толку многу пари во таа тажња. Дали е нормално? Јовановски се плаши за животот на неговиот син, бидејќи како што вели, повеќе пати добивал пораки со закани дека Буки 13 ќе заврши лошо. Плашите ли за вашиот син? Да. Највише право да ви кажам во истражниот, кога беше во истражниот затвор, затоа што имав дојава на човек близок, човек од правосудните органи, дека имало, ми рече, ми цитираше и од пораки нема да излезеш жив од затворот, ќе те убиеме и така натаму. Кој ги праќаше? Мислам дека до толку ниско да падне Зоран Заев, не ми се верува, али брат му можда. Не сум сигурен. Не ми беше кажано од когос. Само ми кажа дека имаме вака и вака, имам... А зошто брат му? Затоа што и брат му е смешан во овие сите делатности криминални. Заев во целост го контролирал правосудниот систем, одлучувал кој ќе оди во притвор и во затвор, а Јовановски тоа го гарантира со главата. Тврди дека бил излажан од шарената револуција како симпатизер на социјалдемократите, а шарените биле начин мафијашката фамилија да дојде на власт.